Дами и господа, добре дојдовте во новото издание на Никој како. Убаво попладне ви посакуваат вашите домакини Катерина Тодорска-Спасик и Ненад Ѓургиевски. Браво, бре, Анкица, спремна женска си, значи. Па на 30 степени, што мислиш, што треба? Добро, бе, уште летова не дошла, ако си знаеш ти во студија како е. Сега е преодно време. Јас сезоната со сандали, да знаеш. Значи, штом сум отворила сезона со сандали, права си скроз. Искуството говори од тебе. Што вика? Преодна сезона. И телевизија, како телевизија, штедиме малце. Сега не треба да пуштаме клима на ладно, кога уште не е лето, а е топло како лето. Има забораено од времето она кога беше на телевизија, овдека сите беа 800 беа си. Сега те Униорно се ради. од времето така. Ама си била сме биле заедно. Добро. Беше жешко тоа време. Во април. Ајде, не има ништо. Добро. Ама беше се, ајде не објасни знам. Зимно време, март, април, мај. Така. Снег, шиба, ветар до колена. Мигови сакаш да кажа. Викенд на мртов. Викенд на мртов, па нормално. Ја знам, на памет. А изверувам и сите други. Кажаме најавно. Нормално, па што гледаш, па добре дојдовте. Нервно да му сакатите. Па кај сте вие? Добре дојдовте во уште една дружба предпразнично денеска и имаме навистина одбрана екипа која што дефинитивно ќе придонесе за убаво попладне и убав ден. Подбрана не можеше да биде како. Одбрана, подбрана, Нели. набрана. Нели. Кај не најдовте нас двајца. До збор нема да овие двајца не се Тоа баш мислевме, дали ќе поставиме никое прашање? Тешка. Јас само да ви кажам, Љупчо каже да колку треба да траеме, да си знаеме и тоа е. Кој си каже, Едно си каже. прашање, што Кој си каже? успее, тоа е тоа. Анкица Стојановска Митровска и Бојан Вилевски. Така Да кажеме, Кај сте што прави? добар ден и добре ве најдовме. Баш ми киф. Многу сакам вака официјално кој го почне. А Букирина беше на поканата. Да, ти можеш да одиш и добар ден, денеска времето А е. не, и требаше јас да почнеме со најава, па да ги најавиме како гости. Зошто да не? Ајде сега, рез. Ајде сега, може? Ајде, може. Не, сега веќе готово тоа. Не? Ајде после рекламите. После рекламите? Не, пред Следен рекламите блок. ќе биде весело, па Да, тогаш да. ќе може после рекламите. Како е секојдневието кај вас овој период од денот? Бојан го извлековме, требаше на детски роден ден да вика болја на емисија ќе дојдам се спаси, така? Јас не одам на детски роден ден. Тука вака да не ги измешаме Добро. работите. Не, едно сам деца. Одам Детето да до го влезот на игротеката. Добро. И тука веќе она натака веќе ми е као пасошим барам, значи не влагам натре. Прашува во колку треба да дојде. Зошто, Бојан? Не можам. Си се обидел? Да. Јас на роден ден идам кај сопственото дете, тоа е тоа. Сајно не можеш да деца многу те, што? Не, Буката нема- те вади од такта, што е? Општо и буката децата и нормално сега има таму луѓе ги знаеш, не ги знаеш, сега знаеш. Па поздравување. Немам нерви за муабети, онака као без везе муабети. Никој криво го гледаат, викаат види го овој оној комичар. Не, па така. Нема Мати, врска, особено, тоа и не овако. едноставно. Се шегува. Жена ми е по роден дените, ги обожавам. И јас кај сопственото дете сум на роден ден, исто така. Да, он организира се, ти само доаѓаш на Јас роден. доаѓам, мисле да. Гостин сум. Само таму морам да сум насмејан. Чекај, вика, кога спомна со пругата, кажи сега тоа што треба да кажеш. А може не сака да каже. Како нема да каже, мора да се каже. Извини. Шо е муабетот? Ајде, кажи, Бојан, што е муабетот. Сака да каже дека фино одбрал. Така бе, да. Зошто? Затоа што се запознале кај мене на караоке. Чекај, бе, не нека Па јас каже ќе он. Па он гледаш дека се срамиш. Па нешто ја да кажам. Ај, Бојан, раскажи ста. Те Ништо, пуштати со беше- пругата? Ако не Беше вака. Беше вака, кажи си брат. Да, беше вака. Значи вчера Еднаш многу нели одамна. завчера ти кога ми се јави, тајмингот го диравме за роден денов да стигнам и викам кај Ненад, сега добро, чим си кај Ненад може, пошто вика кај него да, вика се запознавме кај него на караоке у Привилич. Ја брат, појма немам. Додо ја немам појма. Дека мислам ти секако дека немаш појма. Ама ја појма немам што имало Привилич таа вечер, ме разбираш, не памтам. А ја викам, ја таму ли те запознав тебе? Мислам стварно нас знаеш, вика да таму се запознавме. И ете викам ете така. И сега Анкица ми вика ти се посрекила. Викам, И му се посрекило така. у моментот си мислел дека си добитен сега. Од оваа дистанца дали ти се посрекило, тоа се веќе други околности да не ги замараме да речеме. Зависи од која перспектива. Мислиш дома да си отидеш или? Си
Поздрав до сопругата, така е. Навикната е. Кога сме кај упознавање, тие приказни за упознавање? Ја и ти кога се запознавме, Анкица? Ау, да. Деца бевме. Деца бевме. Многу бевме деца. Деца. Ти беше тогаш пето оделение, мислам дека ја бев четврта. Така нешто беше. Во втора програма Македонско радио, односно тоа се викаше Радио Хирц на МТВ. Имаше една аудиција, дечко пред нас нешто, не знам како влезе на аудицијата, веќе он... Не, јас бев етаблиран више во Да, проектот. можно е да Неколку месеци пред вас. влезен точно. За да можам на аудиција да излезам со папка и да речам кој е за аудиција? Токму тоа сакам да го кажам. Ние чекаме деца такви, ни гужва редица на времето кога се гледаше многу звон македонска телевизија. Имаше една објава дека се бараат радиоводители за Радио Хирц. И тогаш јас, нели, ја видов објавата, бив договорена со една другарка Јуля, која што не живее во Македонија, требаше двете да Не, шири приказна, нема толку време. Не, на кратко. Ова е на кратко 6 минути. Женско е, брат, значи. Не, плюс Анкица, нема тука на кратко. И договорени двете, дојдов сама, бивме на аудиција, тогаш се појави дичкова таков со папката, значи башам, вие за аудицијата, дојдете со мене. Беше Но навидом беше тоа така, а после бевме одлични неразделни пријатели и јас и ти и сите што Сакам да бевме. кажам, поминавме една многу строга селекција, ако памтиш тогаш. Значи имаше некој интервју што го имавме дека Каде што се бараше квалитет. И тука ќе го врзам и Бојан. И така натаму. И он бил на такви аудиции, во такви проекти каде што се бараше квалитет. За разлика од денешното време. Абе, ние кога бевме, ова исто вие што сте го поминале као детско драмско у МРТВ тогашно, или МТВ Скопје, како да се викало, добро. Исто такво имаше, после се отвори првото приватно детско драмско студио, го одржаше Татјана Гоговска, Снежана Коневска, Руси, така нешто тие. За Гоговска, која што е авторот на Дајте музика, првата Дајте музика од наше време. Значи збориме за Заедно со Васил Пујовски. Она Ние тоа го време фативме мислам нивното дека време. Убаво е да ги Васил спомнеме. Пујовски, Така, да. да. И он беше имаше комисија, човече, Васил Пујовски беше у комисија. Покојни. Да, и они беа, и тоа беше, Гоговско тоа време беше као директор на детска програма, тоа сериозна позиција беше у МТВ. така. Имаше 250 деца, 250, го памтам списокот сега ми е Тоа е тука цело пред. училиште. 250 деца примија две групи по 20 на деца, голема и мала група. Можеш да се замислиш. Каква конкуренција? Јас имав 9 години и бев еден од дет од тие малата група што работеше со големата група од старт. И од тука фактички има најди наше мало. Таму имаше 3-4 деца. И во тие 3-4 деца влеговме некои 15 у финале, останавме 5. Да. Што требаше што беа, каква беше таа аудиција? Ако можеш кратко вака да ни кратко, кажеш. за разлика од Анкица малце пократко. 4,5 минути. Да, Карши шведска амбасада, тука ФФМ имаше некои простори, горе одевме 2 недели секој ден. Добро. Секој ден и за секоја улога имаше по 7-8 до 10 деца. Аха, требаше да се избере кој е И најдобар секој за ден таа испаѓаше по едно дете. Леле. Имаше двајца, ги памтам го сега, вака келјави дечки. Они беа нешто од Америка, од нешто или од Енглеска, не знам, Бродвеј, Модвеј, нешто, некои режисери дадени овдека и они го тераа кастингот. Значи неутрално, нема мој твој. Да, нема После твој, имаше дека- мој твој, ама да речем, до Македонија. Да, до првата аудиција немаше мој твој. Да, имаше мој твој. И тоа главните имаше двајца со мој твој, небитно. И испаѓаше секој ден по едно дете, после 15 дена останавме ние 6. И јас отпосле дознавам дека имало 3-4 деца аудиција. Тоа е јас директно у финале од А колку години имаш ти? Па наше мало не, наше мало е 11. 10. 10 е аудицијата, 11 снимаме. Добро, а ти нешто ти рекоа твоите, добро ако не влезеш, нели те подготвија за тој период, да речеме, ако не влезеш. Абе ја што ќе влегов се па случи? излегов. Влегов па ме избација и тука беа врските, некој влезе на моје место, сега не е битно кој Не е шо. битно шо како. Па интервенира американците и така ме вратија назад и ја во првата сезона сум тутнату натре. Така у 2-3 епизоди ми има, а требаше видам една од главните. Ајде. Па после ми надоместија у третата сезона, едниот замина, нели пукна војната е третата 2001, малце се разбегаа некои и тие што останавме тука ми ги вратија после епизодите од прва сезона, што ми ги дужеа. Американска И работа. ве вадили од так новото време? Во која смисла? Па, у смисла еве ова што го зборуваме, се бараше квалитет, се бараше нели некоја звезда, се бараше, а сега на секој му се пружа можност и му се може. Не, во телевизија не му се може на секој, се уште, затоа што се прави избор. Проблемот во телевизиите е што нема спремен кадар. Значи, на времето се создава
лица. Значи се работеше со нив. Сега Во нема спремен националната кадар. телевизија. Сега во Да бидеме принцип се реални. прави селекција на лицата, а те добро изгледаш добро, знаеш по две реченици, не е проблем на идиот ке ти напишеме се што треба Третата реченица. да се напише и со можеби минимална работа. Во моментов проблемот се социјалните медиуми. Затоа што веќе секој постира што сака. Децата се некако повеќе ги интересира YouTube, повеќе на времето нас не интересирало телевизијата, затоа што било Тоа било релевантен медиум. Да, Се уште и во Македонија телевизијата релевантен медиум, но да речеме моите деца не гледаат македонски телевизија. Така што повеќе ги интересира телефоните, повеќе ги интересира што се случува на другите канали, отколку да ги интересира што се случува со македонските телевизии. Така е. Да. И за жал има дефицит на програми за деца. Програми за деца каде што ќе се промовираат некои нови македонски водители кои што подоцна ќе бидат изградени во И не само телевизиски тоа, ликови каде што ќе водители. можат децата да гледаат програма на македонски јазик, затоа што во денешно време Апсолутно. прво учат а и за англиски Може би споредно, добро. руски и српски, босански, отколку македонски, затоа што ги гледаат тие Ние имаме јутубери. македонски препеани бебешки и детски песнички. Да. Навиена Еновска Да, направи еден имаше. фантастичен Да, проект, знам, навистина. се сеќавам, пред Докато Но тоа е многу едно малку во- тоа поминав дека во Точно. Македонија. Ние кај нас синдромот е тоа што ние не знаеме си го цениме нашето што го имаме. Ние прифаќаме се што е во Србија, се што е во да речеме соседството, се што е во Америка, Русија и така натаму, отколку да си го вреднуваме она што го имаме. Не само за детскава продукција, кога ќе направиме анализа и генерална во се, и Да, општо тоа е во генерално во проблемот во општеството државата. ние го имаме тој Така, проблем. Јасно, да. јасно. Бојан, какво е твоето мислење на оваа тема? Ние сме систем што се ги јаде сопствените деца, јас тоа така го дефинирам. Значи ти имаш ситуација, глупо е да давам сега само мој пример, ама па можеби најдобро со свој пример. Така. Пошто и 37 години имам, сум поминал од 9 години и 10 сум во ова, значи тоа се многу години ако имам само 37, знаеш. Ти во нормална држава, јас во разговор со продуцент, еден од продуцентиве, кој што дојде после години ми пиша, ме најде на Инстаграм, ми пише, седевме скоро пред некоја година од продуцентиве од наше мало и правевме муабет, тој веќе пензиониран и така натаму и ми вика, види, у нормална држава, ти му ја кажав мојата приказка, влегов у театар, па не ми дадо да се вработам, па работев 2 години, па ме тргнаа на сила и така, му објаснив, знаеш, отприлика, колку што можеш по објективно, сепак, Добро. тоа е субјективен момент. А знаеш. дали имаше ти истата приказна, да речеме, како што имаше сите тие деца кои што беа во детско драмско студио, после имаа проблем да се вработат генерално во нашите театри? Па Знаме не знам такви таму приказни. кој каде како Очигледно некаков заврши, проблем не ги има памтам особено. децава, знаеш. Да. Проблемите. Али сакам да ти речем, му ја кажам приказка Да. и ми вика вака, у нормален систем, у нормална Добро. држава. Ти си, вика, глумец од 9 години, Така, 10. и тоа- Учествуваш во двете најпопуларни серии. Сама се глупо ја што го кажам, ама Добро. така е факт. Во такво време се не можеш сам да се Точно. кажеш, Ба, пошто више не никој ми е не тоа- гугла, не бара, немаат време Кога што тоа да збориме го за рadi. систем, со Така, пример го така, давам сега, така. да се абстрахираме дека Да. X еве некој друг. Некое друго дете. Да, и вика се ти у нормален систем, кај што си ти дел од 10 години, најпопуларните серии од самостојување, значи нешто што е на ниво на волшебното самрче Да, на времето. Значи во тие играш главни улоги. Идеш на факултет, завршуваш како првенец, во нормална држава ќе имаш ти понуда од 5 театри каде да се вработиш. А не ти идеш од директор на директор, дидам јас со папирите, само што завршив ја, го направив она можеби најнаивното и најглупавото, ама така ме учеле од дома. Ги земав папирите и отидов Ја имам у диплома. драмски кај Бранко. и Дечко, му не реков, си ги земал правите папири. Извини, не ја погодил партијата. Книшка да не си ја земал, дечко. Си ја заборел. Здравствената, да биде дали Така си за, здрав. за здравствената збориме. И му го кажам, тој вика, епа, и тоа е негова дефиниција. Вика, вие сте систем кој што си ги јаде собствените деца. Добро, и потоа не се откажа, туку направи нешто што ќе покажа колку умееш, така? Ете, тоа така Тоа се е случи. тоа е важно, да не се откажеш на патот. За малци. Се откаже едно време. Не, за малце ќе се откаже, фаце. За многу малку. Мислам, Господ ме чуваше, што да ти кажам. Тоа е. Не е битно натака. Да. Битно е денеска дека сме окей, Да, работиме и кога добро го е. направи првиот стендап? Кога тргна таа приказна? Па рачунај, ова е неде 2011-12 ова со театар комедија, јас веќе од 2011 паралелно, значи буквално се тргнав од таму 2-3 месеци да се соземеш и тргнав да го правам ова што да правам. Така да 2011 ноември почнувам јас нешто така малце се движам, веќе од 2013-14 ми почнувам малце така да работам, од
19-20 веќе почнувам да ги правам големите работи после короната. Па добро, и како се развиваше стендапот во Македонија, нормално, нели? Да, некако тој развој на стендапот ме прати и мене како напредува целата култура, така ете и имав ми се падна паричката и јас да ги направам некои големи работи, така да ете тоа е. Така Ја е. не вегнявам, да. Не, супер Со внимание прикажала, ги слушаме. супер, само Дури слушам. прашањава нема време да ги поставиме, така да... Не ти требаат прашања. Отидува А не такви ни се штосни, а сакаме малце. Ај неколку на брзинка, ама Анкица, пократки одговор. Пократко 4,5. Што Обиди се. Е, така, ај некој такви. Што не ми се допаѓа во вашиот физички изглед? Ајде, на брзина, одма само так. Брзо. Моментално може би треба да намалам минус 10 кг. Добро. Бојан? Минус 3. Тебе лик, Умилен или Да. неумилен? Умилен. одбери се сама. И зашто бе така? Па поинтересно Ајде. неумилен. И неумилен на интерес. Умилен ќе го издвојам Игор Џамбазов од Македонија, затоа што е човек кој што е Не треба мултиталент. да кажуваш зашто. И Игор затоа што Џамбазов премногу сите го го почитувам издвојуваме. и е навистина еден голем шоумен. Добро. Неумилен лик немам. Немаш. Немам. Ама не те ни прашаа за неумилен. Не прашавме. Праша? Што она сама го намечна. Одговор, добро. Бојан? Можам да кажам има еден управител, ама нема потреба. Јасно ми е, нели? Ама тоа не е тебе. Добро, не. Џамбазов, тераме дале? Добро. А неумилен? Да не ве задржувам. Неумилен. Ај ти сега со стендап си Шо кажеш. да бе да ми биде Кажи го неумилен? мојот, Немам одговори го. поима бе што се деша на телевизија. Не, генерално Каде вака. црпиш Може инспирација? Како странски, ама. правиш стендап? Шо како тоа секојдневие е тоа? Политичари? Не, Луѓе, добро, и нив, автобус, не знам, се. такси, Еве ти, шо? например, сега пишувам на тема функционалност на општество. Добро. Кај нас и у Норвешка правам споредби, сега се добро. пишувам при Па крај. супер. Добро. Така ми дојде. За Има- стендап? Да, многу добар Тоа тема. е тема имаш за... Феноменална е темата. Цела недела стендап. Македонски менталитет и функционалност овде и апсурдот што ние го живееме, да го ставиш у функција на тотално функционално општество. Многу јако, многу јаки контрасти. јако. Има Интересно. момент кога ти доаѓаш, седнуваш и го пишуваш или и се накануваш претходно, нели? Или баш онака си го саќаш како Како работа. работа. Денеска ќе напишам 3 страни, утре ќе Вака, напишам која- 3, временски си се ограничува. Види, има два типа на работа околу комедијата. Едното ти е отишо го збориш на сакајки, тоа е Инспирација, така, да, станува. Ти инспирација се е дешава, готова, еве да. сега Да, дека збориме, после ќе само запишам прошируваш, нешто, ќе го точно. снимам и Да, седи. да. Другиот момент е да речеме јас што го користам за пред се за корпоративните забави за Да. фирмите. Им собирам податоци од фирмите внатре. За пример, еве Телма ме вика и сега Добра. собирам за Телма културата на фирмата. Ти текне, добивам само информации и Добра. тогаш произведуваш. Тоа ти е произведствена комедија. Значи, Јасно. мануфактуринг englezите, manufacturing. Знам дека сега на телевизија ма се лутат сите. Добро. Значи произведствена линија. Казна ќе ти бапнеме. Да, бе, да. Значи тие ти се Персонализиран два. стендап тоа се вика за компанија. Тогаш седнуваш и Одлично, колешке, пишуваш. да. Има тим билдинг, Да. да, исто тоа. Не, стварно за сите филми го правам. Тоа малце Браво. напорно, ама ме издвојува од сите други, да речем во тој И дел. како реагираат овие Па од да фирма? рачунај себе, ти идеш еве сега сум нареден петок за една кладилница и се им пишем на тема кладилница. И Ако на тоа не пресушно. тема кладилница, ама и тема внатре во фирмата како Да, функционира да, од како- внатре кладилницата, да, ние не знаеме од внатре како функционира. А што ти им одиш 2-3 дена да позедиш Не шалтер бе да со работиш? HR седно. Со HR. Вечер и тој Да, раскажува. ја Овој раскажува. Аз Васов извинувам, е така. со И никој човечки жетонче. ресурси. Така, Човечки да. ресурси сепак да. Слушај, Анкица, што проект би водела кога се би било како што желба за некаков проект кој што кога би имала Неостварена услови, желба. неостварена желба и така натаму, пошто се нели македонските Во услови се Македонија тие. фала не достигаат генерално во телевизиите многу проекти. Ни дека сум гостинка тука или ништо, но навистина ќе го пофалам овој проект затоа што е концепт Ама кој што е нормално, затоа си забавен, викната. кој е интересен. Не е субјективно затоа што двајцата ве сакаме или ништо, него едноставно Лаже, така, Бојан. едноставно недостасува забава во македонските телевизии. Никако се е преплавено со информативните појаси, се става акцент помеѓу премногу на вестите и така натаму, Политика, отколку политика, на политика. забавата. На луѓето им треба забава, на луѓето им треба шоу, доставики и од турските серии кои што ги гледаме. Треба малку да се смени мајцетот на телевизиите, са тие што треба да ги направат промените. Така е. Согласувам. Недостасуваат детските програми кои што ги Што би скоментиравме водела затоа што брзо, треба ајде, побрзо Еден нема проект време. кој што доколку има можност, вака ти би сакала Идеални да го услови ти правиш. понудуваат, ама ти Желба, викаш, сами. јас имам желба. Не збориме што би Ова. направила сега. Па во или- моментот подготвувам еден таков голем убав проект кој што сакам. Е, па А не се раскажувај работи тогаш. за лица со кои што 6 кандидати кои што се поделени во 2 екипи, кои што се надпреваруваат кој ќе снабдењето за победи тој во проект, борбата оваа на сезона? соборувањето на
програми. Добро. Така што мислам дека Ти ќе учествуваш исто или? јас ќе бидам позадински, ама да знаеш дека Кего руче, па кего го очекуваш, знаеш дека го Оние 10 што ги спомна, сега ти е шанса. Ама чекај, Бојан, и ти си тука 3 имаш за симнување. Извини, и ти сам Не, се никога ќе намеси. го поганиме како гостин во емисијата. Чуете како Првата епизода ќе ги снимнете. Дека ги рече преска морам да. Мора. Таква ми е работата, што Така е. Не, наменски ги Головам, кажам. По кои прилики лажата? У неприлики. Така е, Одлично ти е. една сити се не Одличен му е одговорот. Тоа у неприлики, било какви на работа дома. Да, нешто, мораш да се снајдеш. Бе, ја лажам и на паркинг. Джандарот го лажам на паркинг. Што му викаш? Па, брат, за 5 минути ти текнува, го лажеш. Мислам, види, у Македонија лажеме Да. за све. Ти да отидеш у пекара да му кажеш од преска ти е, од сега ти е, да, од сега му од преска му. Да, точно. Значи да си бидеме реални сега. Дали лажем? Се сложувам со Ниговско книго прашањето на времето постави никој друго даде соодветен одговор, малте не исти. Ајде, на свадба не поканети, ова не е омилено прашање. Гарант има некоја отишла? ситуација. Не, како кој години ди поканет на свадба? Да си ја утнала свадбата. ја имам утнато. Па Извини. гарант. Не, имам- не сум утнала, до сега не до толку. Имам утнато. Во друга сала. Не. Па да не ги ми видиш се млади, бе. Имам утнато. Не ми се случило, искрено не ми се случило и не знам кому би му се случило. Еве гледаш во него, ајде. Ама чекај, стои Ајде, се. Малце ајде, како различно се е. односиш? Не, различно е вака. Декември месец, пред новогодишни забави, стендап постанува прилично актуелен сега за тие од последните 2 години. И јас во еден период 2023 мислам дека е одма после турнејата и најнаш знаеш, така, во моментот си актуелен и сега нели им текнува на луѓето, да. И имав не знам колку настани, во еден ден имав еден у 2, еден у 4 или 5 и другиот беше у 9 вечерта. Арно, ама имаме еден ресторан, сега не знам дали да смеам да го споминјам, кој што Нормално дека не. добро, да, кој што као на 2 локации, едната му е на руф, Јасно ми е, добро. добро. на нели така, Да, на да, кат на гараж, едната, другата а улисиче. другата, Да, добро. Да, и едно време исто се вика како беше, да. И јас сум напишал тука ресторанот, фирмата, супер, оти така ги памтам. Така, да. Фирмата ресторанот у календар. И дента убунило, значи трет настан. Да. Претходниот ден сум бил, не знам, Гевгелија, пред тоа Охрид, значи хаотично. Не знам кај терам, немам спиено, врска немам. И ја у еден момент стигнувам улициче. А требало во... Требало на гаража. Добро. На фирмава е нешто со бела техника, овие си се свадба. Таму на свадба ти на свадба стигна? Да. А ја пред тоа, доке 2019, 20 или 21 работев едно време и стендап на свадби сега, така, летно време, се пробував да го протуркам тоа, ама кај нас рано е уште. Нема везе, јас некој мој фикс идеи. И сега знаеш Супер идеја ти е таа Абе смење да, ма со рано е Ветов сега, невеста, тоа добро, допрва и? ќе доаѓа. И Сака да каже, оние втор пат кога се венчава, тогаш е Да, таму има материјал. И јас стигам на свадба и гостиве играат торо, изненадени викат еј стендап ки има. А ја стојам викам до кумо доаѓа пијан, вика брат колку да те платиме, кој те плаќа, ја ќе те платам. Викам чекај бе застани, викам стој. Гледам тука бела техника, викам добро, дека од бела техника само невеста. Ај бела. Викам, знаеш, викам, бе, чек, викам, ова не е, ова, викам, фирмава тука. Не бе, викам, не е Свадба фирма, свадба. Идам, викам, кај е шефот, викам, шеф ти, не бе, вика свадба. Ја тогаш сваќам Дека у други. дека сум у другиот. Ајде колата брзо трча овие. Стигна на време? Стигна, па добро да се Истера и свадба, Ама значи гледаш на и бела свадба, техника. Апсолутно. Аман Не, се. бине ми се има случајно кога е со грешките. Колку сакаш. Во една во утренска емисија водам, во една од телевизиите и доаѓа организаторот и вика доаѓа гостинка една која ја нема во синопсис. И викам како може да ја нема? Вика нема. Викам не сум утнала до толку, викам вај да знам кој ќе. И добре здигам, здраво. Со кого договаравте? И кажува име на колешка од друг медиум. И викам, добро, ама сте гутнале медиумот, не сте тука, туку сте во Иветелма. Така што тоа ми се има случај. Кој гостин наш отиде во друга телевизија соседна? Димитар Андоновски. Отишол у Канал Значи, да 5. Во нашава емисија договорени, он во Канал 5. А вика си возам, нели? И од вика, Битола кај се доаѓа. кате и Нена? Ја доаѓам за кај Кате и Нина. Дур се објасниле, сега па близко. Добро, стигна на време. Каков талент би сакале да имате? Додека Нина создава вама Чекај, некој- создавам, ама јас го утнав овако. Јас ќе кажам, сакам талент за да пеам, а сум најголем антиталент за пеење. Затоа нема да пееш денеска.
Па нисте ме ни понудиле, ама нема ни да пеам. Не ме гледај мене. Не Ќе би дојдам било само тоа да не дефинитивно, пеам. затоа што си можам да правам, но не можам да пеам. Сум најголем антиталент за пеење, најискрено. А толку многу сакам да пеам и А се пеам. например, чекај, знаеш што не открив? Вие заедно сте славеле роден ден? Све сме Да. славеле и ти потврдувам дека е антиталент за пеење. Антиталент сум за пеење. Така да, затоа и веднаш реков, окей, нема да пееш. Ке не исклучат си тоа што га слушаме? Не надо. Да. Јас можам предговори. Знаеш, Пред пеењето. пред пеењето јас да. Бојан, кој талент би сакал да го имаш? Па би сакал ја да пеам, без разлика што глумците пеат. Не ми е тоа јака страна мене. Мислам, види. Со малце вежбање ќе ме биде, ама Па добро, не си како Анкица. Не Ама ме да малце. знаат. ми Добро. треба вежбање реално. Лела, да. Ајде, кој сум јас, се вика оваа игра. Значи, имате асоциација? ликови на глава. Треба да ги погодите тие што Кој? се Сам напишани. себе. Сам себе да се погодиш, Но другиот Анкица ќе прашува. ти помага со тоа што ти поставаш прашања на кои што она дава одговор со да и со не. А и она истото. Како бре? Не, Дали ги разбирате? Читате? Како и беше песмата Се уште се? не се го Љути смегувам. Нема нека, ама песна, нема не. да кажуваш. Да Слушај и се, не. она прашува, а ти одговараш само со да и не. А, извини, јас кажав да. Да. Анкица ти вика, дали сум женско, например? И ти викаш да. Со интелигенција не се. Боја, не добро. Првото прашање, смееме да почнеме? Да. Дали сум женско? Апсолутно да. Дали сум глумица? Не. Политичарка? Не. Водителка? Пејачка? Да. Сепак пеа. Добре. На поп песни? Не, Народни песни? апсолутно. Во Македонија или соседство? Да. Македонија. Добре. Дали сум, ајде да не кажам стара возрастна или млада? Стара возраст. Лела го вози. Возрастна само, не. Возрастот е добро. Да ме кажам. Сузана Спасовска? Дискусии не. Ке ве молам без додатни. Дај се, не. Добро, не си. Добро. Дали, ако не ја погоди брат до утрелика Ќе те. погодиме се. Ќе погоди. А ние сме тука, ако треба Ќе нешто малку помогнеме. ќе фрлиме некоја Од живите или од починати? Живи, живи. жива, Па жива, сега само здрава, што ќе сега сакам за да речем сега. да не се наљута тој. Срекна баба. Ајде, Срекна плава. Срекна баба, срекна Плава. баба. Блага Петревска. Така! Како беше нашата? Која? Од блага. Како беше на Блага не. Петревска Сузана, значи тука не. требаше да Тука биде... нема мана. Да. Така. Слушај, знаеш која е нашата? Ти ме Предаде. без Не, мене ми е таа мене брата со пиењето. Како беше цела ноќ ќе ти пеја. А ти само крши чаши. Абе тоа не е Анета, Тина Апостолова е тоа. Ама Блага Петревска нели ја пее? Не, не. А, Бог да ја прости, а Тина Апостолова. Ама Да не ги то- мешаме работите. Јас се извинјавам. Одиме, одиме сега, ајде на другиот. Ајде сега ти прашуваме за Добро, себе. машко, женско. Чекај. Да, не треба да одговара. Значи машко, она да ти кажа. Машко, Машко. машко политичар, Nope. глумец, Да. од кај нас иде и странство. Од кај нас? Наш. Yes. Наш, добро. Никола Ристановски, Не. Сашко Коцев. Не. Се бави со комедија или не? И со стендап. Има и стендап, ама не толку. Тони Михайловски. Така! Сакам да направам уште една фора. Дали кажувам вицови? Ама ајде, викам, беше ми текна која. И ми е И бавно. од А можеше Комарова. да кажеш Ја никој оправдав виц? интелигенцијата, брзо се Така е, снабав. така Поше е. гледачи, почитувани гледачи, да. Ајде сега да видиме колку ќе биде ова забавно. Ова се вика... Читај ми удусни. Ке се стиснете плей. Во детството ја слушавте, нели, фристайлер. Ле. Ајде, тоа е чисто да ви попречи во Вака концентрација и музички на Значи ушите. нема да ги изговараш, туку ќе ги Да бе, тоа ми е јасно. Така да не чуе, да не пошто не чуе, се ни пошто толку тоа јак. не е нешто слушалки, Ајде. кој што нешто Пушта музика, така? Пушта Што е ова? Пуштай плей. зборови, Зборчиња. зборчиња. Читај ми од усни. А, добро. Да. 3 зборчиња, ти на неа и обрат. Читари, Ајдемо. по 4, ајде. Пушта ми Како јас ќе- Пушти плей. Да. Дебре, па ти чекаш да тоа друг почне. Слушаш, Анкица? Така, па слуша. Слушаш. Ајде. Слушаш. Ти само потив. Добро. Гледај го него. Коприва. Коприва. Ко При. П. коприва. Да. Само гледај потивко, пошто Добро. може да те слуша. Потивко долу. Али се овие слушалки све пробива. Коприва. Комприва. А. Т. Е. Р.
Атер. Т. Т. А, Т. Т, Е. Атер. Дори тоа ама цело да го кажеш. Не по буква, по не, буква. ова не. Мене се падна. Ова не. Ова случај. Абе, немој не. Абе, не тоа како да го објаснам. Абе, како не ти треба да го погаѓаш Не, после? Што си готово видов ја лош. трди го. Добро. Ва кој го видиш сега? Го тргна. Дај, Ајван или никој. Јаван, не знам. Најди никој листо, не зафркавај сајти. Не викај бе. Тишка си мајка. На него му викаме Потивко. О, не викај. Ајде. Ајде. Не викај, детето спи. Чекај да видим колку е сега. Ајде. Грешка. Грешка. Шка. Е, така. Шка е да? Качам. Грешка. Чекај. Ја се сме така заразно. Ајде. Така се смеам. Грешка. 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 Така е. Така е, браво. Ајде сега, Ајде обратно се. Стави ги ти обратно. сега. Се слуша Анкица искрено? Се слуша. Како? Дали го Се слушаш слуша него фристайл. додека ти кажува така? Чекай Се сега слуша. малце. Пробива. Затоа ти само ти го отвараш акнам ја. уста. Овие Ама три. чекај бе малце. Што е сега? Па да попуштам бе, ова не е окей. Ово си пушти фудбалски меч. Ја скокна. Добро. Ај пушти си било Сега што. можем. Ајде. Анкита, значи отвара уста само, немој да Ајде. гласно. Ту. А не сам ја Тивко, кај не најдовте нас за Тивко? Отварај само уста. Не слушам ништо. Да, знам. Тужба. Ту. У. Ду. У. Ман. Со улие. Да. Шман. Уживај. Ду. Шман. Со ш, м, нешто шман, нешто слушам. Ама у. Ушман. Ушман, првата која е? А, Со т. Со д. Душман бе. Душман, бе, душман, така е. Душман. Ајде. Абе, дето. Добар си, добар си. Ајде. Сега не се слуша. Мога Преска. сме на второто и на Ова другото. ќе морам, второто. мислам дека ќе го погоди вака листа. Ајде. Фристайлер ја Работата е да пушти. не го бе, не се погоди. нормално. Ајде. Иман Бојша ми да. А он е да ти раскаже. Зошто ова не ги давате да ги раскажувам? Ајде. Чекај, маце, стои. Чекај, Чекај, прекина стој. песната? Ајде. Ти во дел на песната. Ајде. Магија. Така е. Пази. Не. Како да не го погода? Не, Ајде, магија, уште една. на времето Ајде. ќе ни треба магија. Она со кореографијата да ќе заиграм, погодеше. да. Ајде уште една. Ајде уште. Ај. Кај бе ова сега го Па најдов? за тоа е. Не Така, знам, така песна си сте се ми падна. Јас сум крива. Добра песна сте ми пуштиле. Не Која ти е, можеше никој фристайлер? Фристайлер, штикли, гази. ништо Долче Не, Габана, не, ништо. не. Анкица, ајде ме боли глава. Р, ле, л, ли, Кли, ли, листа, хисар, на л, л ли е, л, ли, ле, ли, кај ќе го погоди ова Ајде, нешто? малце помачи се. Лисан. Ајде. не знам, Како, како? лисан, тоа слушам, тоа гледам, лис, Кли, сликар, Кли, ликер, не. изгледам глупо малце, веќе изгледам глупо, Ајде ова, бе не, не го ова Дај е. друго. Не, нема време за уште едно. Чекај, Има, малце, Не бе да го ова, погоди ова не го кажав мам? Или ја го видам? Не. Не. Го виде. амбар, Да, добро. браво. Ова беше клисар. Клисар, Клисар, Бојане. да. ако бе клисар да ми Мистер текне. Глисар ќе. Ајде сега да пееме. Леле, кој пееш Слушај во сега, не да мисли? ти помогнам само. Те молам, премести го на мајчка. Не, Зади го така. микрофонот, Не, имаш дај ми го. микрофон за пеење, па ќе го вратиме. Да. Зошто? Затоа што треба со сценски настап да ја Точно. изведе ако умрам или Или загинам. загинам. А тоа подразбира Сценски настап. фрлање Нема да на те шалиме. сакото. Но ќе те Кај замолам, можеш пази и на тоа. камери. Да. Страшно. Ајде, до рефрен. Ајде. Може режија, Шо е пуштай. Бојане? Клучеви, Пуштай режија да почне. Ајде, Ќе клучеви. падне све. Ќе ти кажам,
Ајде Македонија, раце горе. Ако умрам или загинам, немој да ме жалите. Напите се руино вино, скршете ги чашите. Ајде! Верни другари, песна запејте, мене спомнете. Верни другари, песна запејте, мене спомнете. Чекај, Пази на микрофон. Викам да не отиде микрофонот. Пази на кран. А сега ќе претрча пред камера, како и секој професионалец. Така е, може. После рекламите се враќаме со кошарка на глава. Ајде. Опа. Не, поголем предизвик е Анкица во 30 секунди да каже приказната за свадбата. Е, тоа е предизвик, брат. Ајде, Анкица, вака застани, вака. Како предизвик, шите се, ама можам да фрлам топчиња, нели? Ајде, може. Кои се моите, сините или жутите? Има една И случка ве со жутите ќе незината бидат свадба моите. поврзана со кош, па као, нели... Да, Ива, ќе кажам дека на времето, кога правев свадба, точно пред За малку. За малку ќе го погодиш, добро. за малку ќе го погодев, Добро. немаше она класично буткање на врата по невистата, Добро. туку на малку, младоженецот му дававме... Па тоа е, му дававте кошови на младоженец. Му дававме, имаше да влече за колку пари... мрдај. Ајде, слободно. Чекай. Добро, добро. Добре. И требаше да влече дали за 1000, 1500 или А колку да 1000 остави, динари. ако го утне кошот, така ли? А, Анкица? Да, и со секој доколку гутна коша требаше да плати, да даде пари, а ако го погоди тогаш не плаќа ништо. Доста ти е да се Еден, браво, Анкица, предизвик решено. кажување на приказ на 30 секунди, остварено, значи се Јас не можело. докажа, ама да Идеме пак, Анкица, Ми шо се должите, секираш? ми Па должите. да. Благодариме многу. Фала ви многу. Среќни на вас, празнични уважени. денови. Така е, се гледаме понеделник. Чао, Македонија. Не, и во меѓувреме имаме и снимано нешто за вас. Ќе биде интересно. Чао, чао. Чао.